Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе направам една кратка ретроспектива и преглед на она што се наоѓа на каналот, кој што го почнав точно пред 4 години, некаде во март 2020 година, при самиот почеток на пандемијата која што сите нафати неспремни. Почнав да го читам најпрво Хобитот од Толкин во многу продолженија. Од сите тие видеа го оставив само првата епизода, почетокот на таа книга, и може да го дзирнете тоа видео. Тоа е првото видео што го снимив. Меѓутоа на денешен ден го снимив и го постирав првото видео со идеја да правам рецензии или авторски профили, и почнав со авторскиот профил на Дино Буцати и направив неколку такви поред, и идејата ми беше да човек што ќе го изгледа тоа видео ќе може да се запознае со тој писател или таа писателка, и да речеме во таа плейлиста што може да ја најдете на каналот. Имам видеа, например, за Реймонд Карвер, легендарниот американски писател на раскази, има за Кафка, за Алис Манро, за Селинџер, за Ернесто Сабато, за Хулио Кортасар, за Дино Буцати. Значи се ова писатели и писателки во врвот на литературата. И идејата ми е дека човек ќе може да ги погледне овие видеа, да се запознае нешто биографски за нивните животи, кои им се главни дела што има на македонски да се чита, што мене ми се допаѓа во нивното творештво. Така што до сега им немам премногу профили, има за 7 писатели. Веројатно како ќе поминува времето ќе ставам и други профили. Почнав доста амбициозно, меѓутоа секоја недела правев по еден профил, меѓутоа сватив дека тоа е воопшто неодржливо темпо и се фокусирав повеќе на рецензии на романи. Значи втората група на најголема плейлиста на мојот канал, всушност, што може да најдете, тоа се рецензии на книги. И тамо има, значи се трудам тоа да бидат избрани, тоа да бидат одлични романи кои што ми оставиле впечаток или што се големи дела во областа на литературата. Правам комбинација од современи класици, од класици, од дела што се баш современи, што се сега последниве неколку години издадени. Да речеме, не знам, еве сега ќе направам еден краток преглед, само да ви кажам, да ви спомнам некои од имињата: Старецот и морето, Јукио Мишима, Златниот павилион, Платонов, Фицџералд, Татковци и деца, Тургенев, Улис, Амос, Агота Христов, трилогијата, нешто феноменално што мора да го прочитате. Исмаил Кадаре, Петер Хандке, Зебалд, Кафка, Осаму Дазај, Исмаил Кадаре, Генерал на мртвата војска. Ќе најдете расказите на Фланери О'Конор, ги обработувам. Харуки Мураками, и ова само некои имиња ги спомнувам тука. Господја Бовари, Гистав Флобер, Џулијан Барнс, Тони Морисон, Орхан Памук, Амос Оз, Тони Морисон. Значи може да најдете многу рецензии, не знам, сигурно 60 и повеќе рецензии на романи кои што сметам дека се според мојот вкус, дека се врвот во литературата. Океј, можеби нема секој роман подеднакво да му се допадне секому, меѓутоа сепак мислам дека се ова одбрани дела. Значи, главниот фокус, ако ме следите од некое време, ќе видите дека се рецензиите, освртите за книги. Меѓутоа имам една плейлиста која што сум ја нарекол тука за литературата и читањето. И тука имам видеа кои што се не се рендом, меѓутоа се со мисли за читањето, да речеме. Тука ги ставам и оние топ листи на најдобри книги што сум ги прочитал во 22, 23, 21 година. Некои мои мисли зошто да практикуваме широко читање, кој се плаши од големи романи. Значи тоа е една интересна плейлиста што можете да ја најдете на каналот. А друго нешто е на друга плейлиста, всушност тоа се македонски автори. И ова ми е многу важно и тука се трудам да ја следам македонската книжевна сцена, она што се случува во моментот. Меѓутоа имам видео што ми е многу драго за Тврдоглави од Славко Јановски, за Две Мари, не знам, имам за од Кица Колбе, Владимир Јанковски, Билјана Црвенковска, Марко Цепенков, Влада Урошевиќ, Димитар Солев, Горан Стефановски, Димитрije Дурацовски, значи Лидија Димковска. Значи има еден добар избор не е преголем, меѓутоа добар избор на рецензии за македонски романи кои што може да ги погледнете во оваа плейлиста. Имам и некои книги за деца и за млади што сум ги, не знам, од Дино Буцати, Славната инвазија на мечките на Сицилија,
Pinokio, има неколку такви книги што може да ги погледнете. Би сакал да правам повеќе такви видеа како што ќе ми дозволи времето. Има уште две плейлисти, едната се раскази кои што ги читам всушност и таму сум навистина читачот, тоа се аудио раскази. И има од Ефраим Кишон, од Кортасар, од Дино Буцати, од Господинов, сестри од Джеймс Джойс, Оскар Вайлд, од Владо Урошевиќ, од Иво Андрич, и идејата ми е да може човек да си стави слушалки или да си пушти, не знам, навечер пред спиење или да си некаде во кола или кади да си во автобус и да пуштиш и да можеш да слушаш еден расказ кој што јас го читам. Исто така, нели, колку што ќе ми дозволи времето, планирам да правам уште повеќе вакви аудио верзии на раскази кои што мене ми се допаѓаат, некој мој избор, и една друга плейлиста, еден друг тип видеа што ги почнав неодамна, кои што ми се исто така голем интерес. Ајде да ги наречам филозофски видеа, меѓутоа не се тоа само, нема да бидат само филозофски видеа, ќе бидат, не знам, теориски, не знам, видеа од областа на културата, можеби уметноста, религијата. Ќе видам, значи ќе се фокусирам најчесто на некое дело или на некоја идеја, некој концепт, некоја фраза. Веќе имам неколку такви видеа, две за Бјунг-Чул Хан, за Сорен Киркегор. Така што се трудам да она што го има на каналот е квалитетно и се надевам дека, значи, тргнав со идејата дека од моето лично читање сакам, знаете, кога ќе прочитаме нешто добро или кога ќе доживеем, ќе изгледаме некој добар филм или ќе прочитаме добра книга или всушност оно што го доживуваме како убаво, сакаме да го споделиме со другите, сакаме да разговараме за тоа најчесто. И од таму тргна идејата, значи да од моето лично читање да го споделам со некој што може ќе го слушне, можеби ќе се инспирира да земе да ја прочита таа книга, и на некој начин исто така сакав и да биде и поттик да купуваме книги, да едноставно ако можам да ги поврзувам читателите, издавачките куќи, ако успевам во тоа се радувам. Значи за придобивките од читањето или зошто читаме или што се случува кога читаме, веќе имам зборувано, меѓутоа и веројатно ќе го оставам тоа. Сега не е место и време за тоа, ќе го оставам за некои други видеа. Она што ме радува е вашата поддршка, сите коментари напишани на YouTube, каде што е мојата главна платформа, затоа ако не сте стиснали subscribe или лайк на каналот или лайк на видеата, размислете да го направите тоа, значи може некош да ги споделите на Facebook или ставите линк на Instagram, тоа би ми значило. Исто така можете да ме најдете на Facebook како читачот, на Instagram како читачот. Се надевам дека овие видеа се инспиративни, дека ви се допаѓаат. Слободно пишете ми, искоментирајте, ако имате некаква препорака, идеја за роман што би можел да го обработам, да го искоментирам. Се трудам да направам најмногу што можам видеа според времето што го имам на располагање. Затоа што сепак ова го правам од чиста љубов, значи немам директно никаква заработка од ова, од YouTube или од Facebook или како и да е. Меѓутоа се трудам да дадам максимум и да мојата љубов за читањето, за книгите да ја пренесам преку овие видеа. Следува, значи тука не застанувам, следуваат 4 години, меѓутоа се надевам на уште повеќе, следуваат нови рецензии за нови добри романи. Така што чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!